Мисијата на американката Шана Ауфенкамп е да пронајде мачки кои завршиле на улица како резултат на војната во Украина и да ги донесе во САД на посвојување. Ауфенкамп веќе спасила повеќе од 50 животни и самата посвоила 2 мачки од Украина. Имаше луѓе кои одеа во Украина среде војната за да им помогнат на животните. Лично јас сакав да бидам дел од тоа, како човек што има искуство со регионот, зборува малку руски и има само страст за мачките. Сакав да видам што можам да направам. Ауфенкамп се обрати до британската организација Кршење на синџирите, група ветерани кои спасуваат животни во воени зони. Имаше кучиња со прострелни рани, имаше животни со изгореници од фосфорни бомби, навистина со сериозни изгореници. Работејќи со засолниште во централна Украина, Ауфенкамп понудила да носи животни оттаму во Соединетите држави. Сите трошоци за спасување и транспорт се финансирани од приватни донации. Навистина, луѓето ни испраќаат 20, 50, 100 долари. За транспорт на една мачка од Украина до САД чини околу 600 долари. Скапи се средствата за транспорт да ги донесеме тие животни овде што можеме, но тие инаку само ќе седат во тоа засолниште. Во кафулето за мачки во Вашингтон, наречено Трошки и Мустаки, 3 мачки што Шана ги донесе од Украина, Пушинка, Джесика и Принцеза, чекаат да бидат привршени нивните посвојувања. Ова е Пушинка. Ја нашле во Керсон на улица, па ја собрале и ја симнале во прифатилиштето. Таа ќе си оди дома вечерва. Нина Кардило има украинско потекло. Кога слушнала што прави Ауфенкамп, не се двумела да го однесе дома овој спасувач по име Стаси. Тоа е скршено срце што луѓето во Украина не само што ги напуштаат своите домови зад себе, но знаете, иако доброволно мора да се откажат од своите миленици или мора да ги остават зад себе, затоа што едноставно не можат да останат. Сега во нејзиниот нов американски дом, Кардило вели дека Стасија презела одговорноста за куќето на нејзиниот нов сопственик и 3 тинејџерки и ги освоила срцата на целото семејство.